Почитувани, ова е јавно соопштение на организираната група Не отворам врата, која од февруари, кога е забележан првиот собор, сочинет од 20 македонски здруженија и политички партии, до денес прерасна во стожер од 39 македонски здруженија и политички партии од Европа, Америка, Австралија и Канада. Кога изговарам Европа, мислам на македонските здруженија овде сега во Македонија и македонските здруженија овде сега во другите европски земји. Воведот во овој собор го започнувам со сеќавање кое само дополнително ја дефинира сликата на недемократските методи, преку кои оваа насилна власт е веќе влезена во аналите на европската историја. Наиме, пред 2 месеци нашето здружение пријави манифестационо потпишување на документот "Не ги признаваме така наречените резултати на така наречениот попис". Тогаш, со примена на полициска сила, манифестацијата беше забранета, иако манифестацијата беше уредно пријавена, иако стануваше збор за мирно потпишување на документот за непризнавање на пописот, иако намерата беше само да се искаже почит спрема споменот на создателите на возобновената македонска држава, символично представени преку споменикот на Аснон, и иако беа собрани 35 од 39 подписнички на актот за непризнавање на МВР пописот. Зошто сметаме дека резултатите од овој попис треба да не се земаат предвид, особено не при какво и да е планирање на која и да е сфера на македонската култура и економија? Прво, методологијата на пописот претрпе сериозни критики и кривични пријави не само од нашиот собор, туку и од други организирани граѓански здруженија и партии и експерти поединци. Второ, на директната, прецизна критика која беше јавно изложена пред Заводот за статистика, директорот на Заводот не даде демант и со тоа, според сите интелектуални цивилизацијски норми, призна дека методологијата по која се спроведува пописот навистина ќе ја доведе проектната програма за растеж на Македонија во слепило и сигурен негативен исход на секој следен проект. Не само тоа, овој пописен документ е сериозен фалсификат на историјата на Македонија. Драго ни е што директорот на Заводот призна дека сме во право. Да се подсетим. Методологијата се состои од 43 страници и е издадена во февруари оваа година. Во воведот на овој документ, кога се објаснува потребата за попис, се вели дека е активност од посебен државен интерес поради сериозноста и обемноста, исклучително внимателно планирање, подготовка, тестирање, анализирање, документирање на секоја фаза, затоа што власта ќе носи одлуки според пописот. Науката, струката и секој планирање ќе се темели на пописот. Пописот значи континуитет и споредба со минатото. Пописот значи прецизно евидентирање на историското наследство. Кога со ваков вовед ќе навлезете во еден документ, очекувањата се високо во хиерархијата на резултатот. Одмерак да повториме: посебен, државен, исклучително, внимателно, анализирање, ама на секоја фаза, па споредба со минатото, дури евидентирање на историското наследство. Поезија нема што. Арно, веднаш по овој занес, во истата методологија во делот под Римско 2, под општ дел, авторот внесува драмски заплет. Цитирам: Република Северна Македонија има спроведено 8 пописи. 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 1994 и 2002. Да не верувате на очите. Па во 1948 не беа родени ни премиерот на ДУИ, ни премиерот на СДСМ. Во 1953 исто така,
Така исто во 1961 до 2002. Тука правам запирка и се извинувам. Во 2002 тогаш се појави премиерот на ДУИ, но премиерот на СДСМ се уште не постоеше. Според фактите, Република Северна Македонија не е правен субјект кој можел да организира попис. Ова почитувани во науката, а статистиката е наука, се именува како фалсификат. Последиците се по член тој и тој на позитивните законски прописи. Тој што фалсификува, нема намера да прави вистински попис на населението, туку подготвува терен за да го потврди фалсификатот. Логично е, ако некој кој не спровел никогаш попис на населението, тогаш му треба време и тренинг да го усвои процесот. За Република Македонија, која спроведе 8 пописи, просечно досега се покажа дека е неопходно да се подготвуваат најмалку 15 месеци пред пописот 38.000 реализатори за да се оствари комплицираната пописна процедура и да се обезбедат релевантни податоци во една земја обременета со неконтролирана флуктуација на населението и нерегулирани имотно-правни односи. Но, Заводот за статистика на Северна одговори и неодговорно го намали овој рок за повеќе од 70%, а ги бараше подпишувачите до последниот ден и до ден денес не сме сигурни дали успеале да соберат 38.000 подпишувачи. Навистина необична храброст. Да не ја споменуваме пандемијата, бидејќи тоа е посебна анегдота. Каде лежи тајната? Која е вистинската цел на оваа представа? На крајот на документот се открива големата тајна на Северна и Заводот за статистика на Северна. Во завршните одредби, во членот 17 став 3 и 4, како со лесна рака сите неболузи на овој ѓоамити попис се решени. Постоечки да се, непостоечки да не се. Методологијата заклучува. Ако на крајот после се ништо не штима, да седнат директорот на заводот кој е поставен од СДСМ и заменикот кој е поставен од ДУИ и да се договорат. Иако некој е незадоволен, пописот нема да важи. Почитувани, согледувајќи ја документацијата на располагање, следејќи информација од теренот, сметаме дека овој попис на населението на Македонија не е научно методолошки поставен како инструмент, проект што ќе го донесе резултатот кој го дефинира процесот попис. Пред нас е меѓупартиски договор со однапред предвиден резултат и како таков не може да послужи за никакво планирање на развој на Македонија. Почитувани, ние, граѓанските здруженија и политички партии во соборот под име Не отварам врата, не ги признаваме резултатите од пописот организиран од оваа власт, затоа што нема и не можеме да препознаеме каква и да е честност и професионалност во сета процедура на така наречениот попис 2021. Ги повикуваме сите 39 членки на организираниот граѓански протест Не отварам врата од утре да повелат во стожерот на улица Борис Трајковски, број 24, за да можеме да го регулираме како документ целиот попис со нивни подписи. Ви благодарам за вниманието.